Здраво, јас сум Ивана, а ова е Азура, женка од расата минијатурен шнауцер. Прво имавме идеја дека сакаме да чуваме куче. Тоа дојде пред да знаеме воопшто каква раса или какво куче воопшто. Искрено прво сакавме да спасиме куче, односно да посвоиме или да вдомиме некоја, меѓутоа ни јас ни сопругот немаме чувано кучиња до сега, така што ни беше голем предизвик да се одлучиме и да земеме нешто што не знаеме, на пример тоа какви потреби би имало или карактер или слично. И само заради тоа сфативме дека ќе треба да чуваме куче од раса. Е потоа влеговме во истражување на различни раси. Немавме други некои, на пример, барања, освен и желби за тоа какво да биде кучето или расата, освен да биде некое што е доволно мало за да може комотно да живее во стан. И сосема случајно налетавме на шнауцер. Прво ни се свигаше дека се многу као верни кучиња, се врзуваат за фамилија. Значи ова себе истражувања и информации кои што ги прибиравме од интернет. Потоа наши познаници земаа баш куче шнауцер минијатурен и веќе можевме од прво лице преку нив да знаеме повеќе, на пример, за токму тоа легло и самата раса информации. И мислам дека више само сакавме шнауцер, само се чекаше да биде кој ќе биде тоа. Ја земавме од тетово, од одгледувачница Серафими, кои што типично и традиционално одгледуваат добермани. Ова им беше прво легло на шнауцери. Беше единствено женско и можда нерационална причина за земање баш на единственото женско од тоа легло беше дека, не знам, не сакав да има потенцијално живот понатака во други одгледувалишта каде што ќе биде, на пример, само за да има нови легла да произведува. Ја видовме на слика, не ја ни запознавме, не добивме никои други информации кога требаше да ја земеме, освен тоа што го имавме видено претходно другото куче, кое што беше изгледаше супер. Азура дојде со името Азура. Немавме идеи за име и како би се викала. И на крај кога дојде, мислевме дека кога ќе ја запознаеме, ќе ни текне друго име, ама си остана Азура и така, нагалено си ја ази. И тоа е ден денеска името и одговара, мислам дека. Дојде чипирана, со пасош, со сите примени вакцини. Мислам, и после кога ја однесовме кај нас на ветеринарни или за да го прегледаат кучето, рекоа дека се најквалитетно примано, чувано, одгледувано. А и самото куче, иако беше не толку веќе мало, 5 месеци ја земавме кога имаше, веќе беше со некои основни навики стекната и стренирана и беше дури прелесно да се вклопи во домот. Би рекла дека уште од првиот ден кога дојде дома, значи како што реков имаше стекнати навики, значи можеби, не знам, белја дома да направи првиот ден се случи само, пошто се беше ново и најверојатно постресно. Меѓутоа понатака никогаш немало, на пример, никаков таков проблем дома со воспитување или со навики нејзини. Имавме можда некои мали проблеми надвор бидејќи е раса териер и некако не знаевме може дека треба да работиме на тоа да обесхрабруваме да душка се наоколу. Е страстен душкач и поради тоа се случуваше на почетокот, особено кога беше мала, со неколку месеци поред да има различни инфекции, вируси, разболувања и слични работи. Меѓутоа од тогаш навака немала никогаш никаков проблем, така што најверојатно ради надворешната околина во која што ја шетавме наеднаш имаше тогаш здравствени проблеми, меѓутоа супер си е куќето, ништо нема да кажам. Околу чувањето, бидејќи многу истражувавме уште пред да ја земеме, знаевме дека за куче мора да има многу построг ред, значи се држиме апсолутно до тој ред за кога се станува, кога се излагува надвор, кога се јаде, награда. Куќето као апсолутно го држиме по тој режим. А не ја оставам сама дома, имам работа која што ми дозволува во канцеларија да ја носам, така што секој ден секаде сме заедно.
што можда и не е баш толку добро затоа што не знам, максимум 2-3 сати сега и може да издржи сама да седи дома. Не спие со нас во кревет, не мислам концептот него ни покажавме за тоа дека може да доаѓа во спална, така што си има нејзино кревече уште од прв ден. Знае дека кога се легнуваме да спиеме навечер си легнува таму и сама си го почитува тој ред, едноставно немаме одстапено од тоа. Нешто исто друго, луѓе кога ќе дојдат дома што ни се чудат често дека не знам, не моли за храна или не се качува на глава, на маса додека луѓе јадат, е истиот тој концепт. Мислам, ја не сум напреден одгледувач на кучиња, едноставно никогаш не ѝ се дала храна од маса и куќето не знае тоа дека е воопшто возможно да се случи. Со дресер немаме работено. Куќето од старт не беше реактивно, искрено појма немам што имам направено за да не биде реактивна. Во домот секој кој кога ќе влезе се радува и го пречекува, така што чувар на домот не е. Сите кучиња, сите деца, сите луѓе се за играње и штом ги душне, освен ако не е куќа, реално си се трга во свој ќош и продолжува да си дреме. Прилично е незаинтересирана за други работи, освен за кучиња кои што многу сака да си игра, тоа е се уште пасија. Посетуваме грумер на секои 2 месеци, меѓутоа во меѓувреме, значи некои мали хигиенски ствари одржуваме дома, околу на пример чистење на шепите, ушите, забите ги мијам бидејќи е на готвена храна. Исто така, зимно време ја бањам на, не знам, 2 недели отприлика, пошто е прљаво куче што обожава да е во трева и слично, така што едноставно има потреба за тоа. И немирисо е таква раса што нема, на пример, типичен кучешки мирис. Интернетот вика дека мириселе на чајни колачиња, ни тоа не можам да го потврдам. И не се митари, нема, мислам, не испушта влакна воопшто скоро. Има нешто малце во периодот кога баш им е дел за митарење во годината. Исто така ова е раса на кучиња што не се шиша типично, него се трима по правило, затоа што така треба за квалитетот на влакното да добро да се одржи. Околу исхраната, ја добивме, значи кога го земавме кучето, земавме и така беше кажано дека таа е храната со која што пораснала. Одма ми беше некако не природно дека сега кучево е тука и треба да јаде некоја чудна храна, пошто ние ни луѓето не јадеме гранули, и колку тоа и да пишува таму дека е, не знам, со врвни протеини и какви се состојки, гранули се, значи не е логично дека ова е нутритивно доволно колку што му треба на кучето. И почнав да истражувам. Во исто време со мојата другарка бевме цело време во контакт, која што најверојатно, мислам, она беше веќе неколку чекори пред мене во тој процес, што ми леснуваше на мене. Меѓутоа, прво почнав со топери едноставно на веќе на тие гранулите храна. На пример, да се додаде јајце или тиква, кефир, сардина, која што кај нас нема сардини кои што се одвајаат во вода, така што одстојана во вода, пошто на кучињата не им треба сол толку многу и така натака. И едноставно мислевме дека, како што не кажуваа ветеринарите, дека кучето ќе одјаде таа храна, ќе мора да готвиш цел живот и слично. И сега, на пример, тој процес на транзиционирање комплетно од гранули према домашна храна, за неа се случи многу нагло, затоа што не само што не кеше да јаде храната, ние не бевме информирани дека 5 кила храна за куча од 4 кила нема да трае долго колку што е рокот на самата храна, и не бевме информирани дека таа храна ќе скисне 5 кила во кесата и слично. Кучето едноставно престана да ја јаде од таа причина. И сега не знаев дали правам добра одлука или не. Пробувавме да се префрлиме на 300 други храни, па оваа ја сака, оваа ја не ќе. Исто така шнауцерите имаат генетска предиспозиција природно за панкреатитис, тоа е битно да не има многу масти во храната и слично, што беше многу тешко да се контролира преку гранулите, кои што се достапни тука и кои што она ги сакаше. И сакам да кажам повеќе дека целиот тој ролеркостер на процес на крај заврши дека реално најлесно и најефикасно е тоа јас да имам храна која што ќе ја сготвам дома, што знам што има во неа и апсолутно да контролирам и грамажа и се, и веќе година кучето е комплетно на домашна храна. И кога ќе кажам домашна храна, значи не даваме остатоци, се готви за кучето и
има од нејзина исхрана која што е на база на нутриенти определена и слично и така супер е, никогаш ништо лошо се нема случено. Би кажала дека има многу недоразбирања тука кај нас, на пример особено околу некои состојки кои што се додаваат во храната, на пример една од првите работи што ги читавме на интернетот е на пример дека лукот е токсичен за куќа, не сме да го мирисне, па сме менјале дома каде стои лукот и слично. Не, моето куќе веќе една година има лук во исхраната секојдневно. Исто ставаме и тумерик и еден куп други ствари кои што како што се добри за луѓето, така се добри и за кучињата. Добри се за паразити, внатрешни и надворешни. Како мала, бидејќи имаше се уште 5 месеци и некои на интернет некои правила викаат дека додека се уште им се развива скелетот на кучињата, не треба толку многу да се напрегаат, дека треба да се шетаат и секако ова териер е прилично енергетична раса што сака да се прошета, да си игра, да се истроши, тогаш е мирна и дома си спие пола ден. Тоа беше во многу помали, на пример, интервали во текот на денот, повеќе пати, меѓутоа помалце напор, затоа што не било препарачливо за кучињата и потоа како што порасна, сега реално ја шетаме 3 пати на ден. Тотално време во просек на шетање е 2 часа, затоа што има пола сат од наутро, на пола сат ја вртиме крупче на пладне и 1 час добро пешачење навечер. Кога ја треба повеќе енергија да истроши, тука е топчето, кое што неуморно ќе го брка дека не колапсне, мислам дека. Расата шнауцери е многу издржлива раса, овие се германски кучиња, реално не им треба облека. Единствената причина зашто имам облека за неа и ја облекувам е затоа што една од првите инфекции беше и уринарна инфекција на времето и тогаш ме советуваше ветеринарката дека мора да ја облекувам и слично и тогаш купив облека за неа. А сега веќе ми е едноставно така сладко и заради тоа е единствената причина, куќето не му е потребно облека. Ази е мила, мирна и љубопитна. Тоа ми не сакам за изборот, мислам дека 100 пати би одбрала да треба. Би ја препарачала дефинитивно би ја препарачала како раса на луѓе што сега започнуваат првпат да чуваат кучиња, бидејќи се лесно адаптибилни, се приврзуваат како што реков за целата фамилија, не само за еден сопственик, што е прилично лесно во на пример за семејни слови, каде што има по фамилијата повеќе луѓе кои што ќе треба да делат грижата за тоа куче, за да не им биде на нив конфузно. Би ја препарачала на луѓе кои што сепак можат да имаат повеќе часови активност во денот, во секој ден, и во како дел од својот живот, бидејќи на пример не е типично салонско куче. Кога можам да ја приметам дека е како најсреќна како куче е кога е буквално на отворена пољана или на планини, се качуваме по патеки. Значи куќето сака технички да работи, ова е на крајот на криштата и ловџеско куче. Тоа не им е како секојдневно потребно, меѓутоа им е потребно да трагаат, ќе треба дома да се активираат со различни играчки кои што ќе им да стимулираат и мозокот и ќе им ја задоволат таа нивна природна потреба за ловење. Иначе се дефинитивно сам одлични кучиња за први сопственици, ништо што многу лесно може да се научи, бидејќи е лакомо и ќе направи се за храна и за награда. Немам омилена раса, моето омилено куче е Азура. Не сум размислувала за други раси за чување, меѓутоа доколку некогаш повторно земаме куче, мислам дека сега со повеќе самодоверба, дефинитивно мислам дека би се справиле и со вдомување на куче друго, што не мора да е расно, бидејќи сега веќе дуе работата, знаеме што правим.